голем јубилеј денеска одбележува архитектонскиот факултет 75 години постоење на овој објект, што сам по себе импозантен и веќе споменик и обележје на градот Скопје, кој што остави трајни белези, остави трајни имиња кои што се врежаа во архитектурата и на градот и на нашата држава. Ке разговарам со професор доктор Огнен Маринов, декан на архитектонскиот факултет во Скопје. Пред се честитки за овој голем јубилеј, 75 години постоење на архитектонскиот факултет. Благодарам и добре дојдовте на архитектонскиот факултет. Навистина, вака зад вас можам да видам една кратка ретроспектива. Меѓутоа, ајде да ни објасните денеска како ќе го одбележите овој 75 годишен јубилеј. Да, денеска имаме така наречена свечана конференција, односно начинот на кој што одлучивме да го одбележиме овој јубилеј, 75 години од основањето и постоењето работата на архитектонскиот факултет, на тој начин што ќе направиме омаж на нашите професори, односно луѓето кои што го создале факултетот, кои што во континуитет го граделе и кои што верувам дека исто така оставиле, како што рековте, белег во архитектурата и во просторот на нашата држава и нашето општество. Фактички, во овие 75 години не толку голема бројка на луѓе, вкупно околу 150 луѓе, наставници и соработници биле тие кои што ги образувале сите генерации на архитекти, кои што верувам дека било каде да се движите во Скопје или во некој од нашите градови, па и села низ државата, ќе наидете на објекти кои што се проектирани, а изведени од архитекти кои што биле професори, биле соработници или студирале на архитектонскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Токму затоа, бидејќи јас како декан ми се падна задоволството, би рекол, но и обврската да ја водам прославата и на 70 години од факултетот, од архитектонски факултет пред 5 години, но еве и 75 години јубилеот. И сметавме дека овој пат поважно да се фокусираме, ако минатиот пат се фокусиравме на иднината и на визијата и што е тоа што сакаме да направиме, сега сакав да се фокусираме повеќе на минатото и на, како што реков, на луѓето кои што ги имам. Инаку, архитектонски факултет прославува 75 години од основањето на Техничкиот факултет во Скопје, кој што заедно со Филозофскиот, Земјоделскиот факултет се најстарите единици на Универзитетот Свети Кирил и Методи, кој што е започнал својата работа на 6 октомври 1949 година, токму во овој објект, па од тука и ние го наследуваме, да кажам, денот кога и го славиме денот кога е започнато. Интересно, на 6 октомври 1949 година одржан е првиот час на Техничкиот факултет во Скопје, часот бил по математика, односно науката за дигиталните, односно за количинските и просторните односи и релации со кои што архитектите во континуитет се занимаваат. Предпоставувам дека ќе го одбележите овој голем јубилеј, 75 години, со гости, не само од вашата фела, зборувам од архитектонскиот факултет, меѓутоа и архитекти од надвор од нашата држава. Да, токму така, бидејќи во 1949 во Македонија, после Втората светска војна, нема голем број на архитекти. Неколкумина се присутни тука со високо образование. Тука би ги спомнал Борис Чипан, Љубе Пота, кои што Сотир Томовски, кои што имале можност да се образуваат и во регионот, универзитетските центри во регионот, како што се Белград, Загреб, но исто така и во европските универзитетски центри. Токму поради тоа, во тој момент во Скопје доаѓаат низа на професори и архитекти од другите универзитетски центри во тогашна Југославија, пред се од Белград, од Загреб, но и од Љубљана, кои што се и основачите на некој начин на архитектонскиот оддел при Техничкиот факултет. И токму затоа, ние годинава при прославата на овој јубилеј поканивме и колегите, деканите на архитектонскиот факултет при Универзитетот во Белград, архитектонскиот факултет при Универзитетот во Загреб,
колегата исто така директор на школата за архитектура и од Солун, од Словенија, каде што ќе имаме и две колешки кои што ќе направат омаж токму на луѓето кои што доаѓаат од Белград и од Загреб и кои што се, како што реков, основачите на архитектонскиот факултет. Така, прославата тука кај вас во 12 часот ќе биде денес? Токму така, значи, како што реков, овој јубилеј го прославуваме така што се подсетуваме и го прославуваме нашето минато. Во нашиот објект прославата започнува во 12 часот со обраќањето на нашите гости, а потоа и со отварањето на оваа изложба која што можете да видите во позадина. Така, јас кога веќе во најавата го најавивме јубилеот, навистина има една со најважните датуми, поинти, личности на оваа изложба, почнувајќи од 1949 до 24-та, 75 години, навистина еден убав опус сте направиле и со значајните датуми кои што се важни за архитектонскиот факултет. Ајде малку неколку минути да се фокусираме на студентите. Знаеме дека имате повеќе области, значи архитектура, урбанизам, сега да ни ги ме интересира за студиската програма, можности за размена на студенти да одат надвор, односно соработка со другите центри од другите држави. Да. Еве, ја веќе 8 години, скоро 8 години, 7,5 години сум декан на архитектонскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Еден од најважните, да кажам, аспекти на моето работење беше и акредитација на студиски програми кои што ќе бидат соодветни на денешните потреби и на професијата, стопанството, но исто така и на научно-истражувачката работа. Во овие 8 години ние акредитиравме 4 нови студиски програми, дел реакредитации, дел нови акредитации, каде што имаме сега прв циклус на студии, втор циклус на студии, односно мастер студии кои што имаме и оно што е особено важно, трет циклус на студии кои што ги немавме во изминатите од 2011 до 2020. Докторските студии ни овозможија всушност повторно архитектонскиот факултет кој што е единствен во нашата држава, кој што нуди докторски студии, да по архитектура и урбанизам да овозможи развој, значи образование и развој на кадри кои што потоа ќе продолжат својата професионална, но и научна, односно академска кариера. Од оваа година на архитектонскиот факултет отворен и Центарот за напредни постдокторски истражувања, каде што сега и четвртото, условно кажано, ниво го нудиме на постдокторски истражувања, кој што исто така е единствен и науки, меѓутоа и во нашата држава. Со тоа покажуваме дека навистина во научно-истражувачкиот домен на архитектонскиот факултет е пионер во низа различни активности и можности кои што ги дава и сите тие се со фокус на студентите. Архитектонскиот факултет запишува 90 до 100 студенти секоја година во прва година. Интересно дека тоа е истата бројка која што се проткајува во изминатите 75 години со некакви осцилации во моментот кога е отворен упис во доцните 60, меѓутоа 100 студенти кои што повторно треба да го поминат првиот тест, тоа е приемниот испит. Ние се уште имаме приемен испит, за разлика од останатите факултети и останатите особено технички факултети, и сепак имаме голем интерес за студирање. Значи, за тие 90 или 100 места имаме околу 180 кандидати секоја година кои што се надпреваруваат и ние имаме чест и задоволство најдобрите да ги примеме и заедно со нив да работиме. Ве прашав за 13 ноември, не можам тоа прашање да го изоставам, бидејќи секогаш така прашувам дека Скопје е една голема сцена. Вие знаете да кажете дека не мора само градот да се шири или како велиме ние, можеби новинарите, во еден урбан бум, меѓутоа потребни ли се уште повеќе интервенции во простор, во буквално каде што е целосното скопско јадро, зборувам сега од архитектонски аспект, дека можни се интервенции. Како го гледате денеска градот? Знаете, градот е суштински вграден во начинот на кој што ние студираме и учиме архитектурата, односно ги учиме нашите млади архитекти. На архитектонскиот факултет основниот метод на настава е архитектонскиот проект.
кој што се реализира преку архитектонското студио, каде што студентите учат преку архитектурата на градот, учат и за градот, учат и за архитектурата, учат и за урбанизмот. Па од тука суштинско значење има градот за нас и во нашите образовни процеси и активности, но исто така и научната работа. Одлуката дали некаде треба да се гради, дали треба нешто да се надополни или да се остави отворен простор, јавен простор да се создаде, секој пат треба да биде базирана на научни сознанија. Токму затоа архитектонскиот факултет во овие изминати 8 години има исклучително добра соработка со некои од општините, не со сите, но со некои, но ние сме апсолутно заинтересирани на располагање на сите градоначалници, на сите влади од било каква политичка провиниенција, да помогнеме со нашето знаење, искуство и истражувања кои што ќе им овозможи на нив да носат одлуки кои што се базирани на научни факти и кои што ќе бидат одговорни политики базирани на претходни сознанија. Бидејќи на крај тие мора да ги носат тие одлуки, а ние сме тука да помогнеме за како да се развива градот. Ке ви се заблагодарам за разговорот, уште еднаш честитки за јубилеот и се гледаме во следна прилика. Ви благодарам многу, секогаш е задоволство.